Понатаму, наш гостин во студиото е професор доктор Ленче Алексовска-Величковска од Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Добро утро официјално да си кажеме. Селекторот на ракометната репрезентација вели не ми ги закачајте играчите, туку само поддржувајте ги, па најголемите психолошки предизвици со кои што и вие сте соработували и тоа како, кои се на ракометарите сега на Европското првенство? Да, благодарам прво за поканата во емисијата, да си посакаме среќна нова година, големи успеси, да, ова е можеби прво надпреварување, нели меѓународно на ракометарите и сите сакаме успешно да заврши. Психолошките предизвици кои што се сретнуваат сите екипи од елитниот спорт е нормално да се под притисок. И селекторот или Кире Лазаров вели не ги закачајте, затоа што ние знаеме како нација и да наградуваме, меѓутоа и да казнуваме. И тоа како? И тоа како, да. Знаеме да судиме без да знаеме што се случува. Така е, значи можеби ова е пресвртна година кога ние треба да се промениме. И менталниот склоп да си го промениме во однос на спортот, а тоа е да дадеме поддршка од почетокот до крајот. Нека заврши, нека почне прво, нека се оди надпревар по надпревар, исто како што ги учиме нели самите спортисти, тоа е психологијата, тоа е процес. Не можеме емотивно, еуфорично да настапуваме од надпревар во надпревар, иако всушност тоа е и спортот. Спортот нуди буди такви емоции кај сите нас, нели знаеме да се израдуваме на неверојатни голови, на добра разлика, меѓутоа истовремено знаеме и да казнуваме. И затоа велам дека можеби оваа година треба да се насочиме на една позитивна психологија, една култура, општествена култура, да дадеме поддршка, затоа што сите ние бевме дома, нели за празниците, а тие цело време беа одделени од своите семејства, представувајќи оваа држава и никој повеќе од нив нели не сака, односно сака да стане да направи подобар резултат или подобар успех. Сега во однос на сите оние предизвици кои што сакајќи или не сакајќи, закачајќи или не закачајќи ги следува, предизвикот прво е од јавноста и од резултатот. Значи, тие ќе имаат притисок во однос на самиот резултат, како ќе го почнат надпреварот, како ќе се движи надпреварот, како ќе се заврши надпреварот. Понатаму, како јавноста ќе го доживее тоа. Затоа што нели кај нас има многу селектори, многу тренери, многу психолози и многу. Сите се. Значи, да, сите се и сите ќе сакаат нели да коментираат. Видете, тоа и го прави убавината на спортот и затоа е спортот најомилен. Меѓутоа, од друга страна, мораме да знаеме дека се збори за личност таму на ракометари. И ние не смееме да ги повредиме нив како личност за да не направиме конфликтна ситуација. Сакајќи ние како нација да помогнеме да го направиме спротивното. Напротив, да се однесуваме како една спортска, навивачка држава која што сака спорт. Да, затоа што сака спорт и да ги поддржиме во секоја ситуација, секој спортист. И обично дури кога ќе се каже нешто за нив, сето тоа да се каже промотивно. Затоа што сите тие се изградени и тие играат веќе во големи клубови. Нели зборуваат дека нашата лига е најака, ракометна и стварно ракометот, нели фудбал и се останато, меѓутоа ракометот кај нас во нашата земја системски европско, светско веќе 20 и 30 години, тоа е сериозен чекор. И тој систем речиси е направен, меѓутоа финисите секогаш значат медал. И ние треба да работиме, имаме систем, меѓутоа на тие финиси треба да работиме за да се стигне нели до врвот. Значи, како што реков, предизвикот од резултатот како да се надмине. Значи, они знаат. Сите овие ракометари поминале низ таа психолошка подготовка. И тие знаат дека од прва минута треба да се разбудат, и во умот, и во телото, затоа што секоја 2, 3, 5 минути вклучување на надпреварот е всушност негативно по резултатот и по самите себе и по очекувањата што ги поставуваат. Гледаме дека многу се внимателни и се предпазливи во изјавите, за да не се створи еуфорија дека ние сега треба медал да освоиме, а потоа да ни се случи некој... Да бидат големи очекувања. Така, големи очекувања викаат големи разочарувања. Меѓутоа, па во императивот на секој спортист,
нели, во стручниот штаб, сите се надеваат на победа. И најслабата екипа... Затоа се таму, работеле за тоа. Така, да. Така да мора да се внимава на тој притисок од самиот резултат, 60 минути, да го дадат максимумот, да го остават срцето, нели, на терен, и тоа да се види, тоа да го препознае јавноста и потоа каков и да е резултатот да има само позитивни критики. Значи, тоа е првиот предизвик. Вториот предизвик ќе го наведам како самата психолошка подготовка на спортистите. Нели чувството од тоа што јас ќе направам, колку ќе дадам придонес, дали ќе бидам успешен, дали ќе бидам успешно сконцентриран, дали она што го знам ќе го дадам токму во тие моменти кога е потребно. Затоа што во психологијата најопасна е емоционалната динамика. Некогаш треба да останете многу смирен, а некогаш треба да бидете неверојатно брз, експлозивен во умот. Сите се физички, технички спремени. Јас верувам дека физички се подготвени, затоа што и еден, ако не еден од не еден, него можеби најдобар од кондицијските тренери Петар Брснаков. Брснарков беше долги години со нив и мислам дека физички се подготвени и не само он, него и во сите клубови, и во Еврофарм, и во Алкалоид, и во Вардар, и во... Засемно кој од кој клуб доаѓа, и во Охрид. Значи, сите ги имаат сите услови генерално, и мислам дека добро ќе се справат. Јас сум навистина оптимиста, без разлика што имаме тешка група. На сите позиции имаме одлични ракометари, спремни и технички, физички и психолошки. Меѓутоа, оние кои што не треба да се генерализира психологијата. Затоа што секој спортист треба прво индивидуално да се спреми психички. Тоа е оној предизвик со самиот себе си. Таа е таа анксиозност која што е страф од неуспех. Ако првиот шут го промашам, ако имам прва техничка грешка, како понатамо? Дали ќе ми падне самодовербата или ќе го надминам брзо тоа? Каде е тука лидерството? Колку капитенот, тренерот можат да влијаат врз таа состојба, значи да се надмини или да не дојде до тој момент, бидејќи вие бевте задоволни од изјавите на играчите што ги погледнавме, рековте дека се подготвивме, неформално ги прокоментирав. Видете, лидерството е значи да бидеш прв. Лидерот е прв, значи водач на екипата. Тоа е селекторот, нели, и капитенот кој што е продолжена рака на селекторот. Тие треба да имаат посебна ментална подготовка, посебна ментално чувство и кога се губи и кога се добива. Значи, тие многу, поготово селекторот треба да ги познава играчите и нормално дека спрема секој играч не може исто да се однесува. Некој на некој играч треба поинаку да се погали, да се поттикне со добар збор, тој ќе даде повеќе, а некој играч обратно. Треба да се познаваат меѓу себе и своите сензибилитети, веројатно да се чувствуваат едни со други. Тоа го велите, така? Така е, во првите предизвици и тимската кохезија. А тимската кохезија значи познавање на играчите меѓу себе, и карактерно, и играчки. И кога тоа го имате, многу лесно е да надминливо. Нема потреба од оправдување на сретнат преварот, дали тој ми ја дал топката на време, дали тој сгрешил овој. Тимот е пред се. Значи, тимската цел е прво, а потоа лично, индивидуално, кој како ќе се надгради, меѓутоа индивидуално треба да се земе одговорност. А капитенот треба да носи една смиреност, една мотивација, една ментална сила, која што играчите ќе ја чувствуваат. И кога тоа ќе го почувствуваат, они ќе се почувствуваат заштитени. Како што викаме, ако ние смениме спортската култура и ги навиваме за нив до крај, повторно ќе кажам, без разлика на резултатот, тогаш тоа ќе биде заедничка победа. И секој ќе се осети дека дал во таа репрезентација. Знаете, како секој да направат и најголем успех, секој ќе се постоивети дека бил дел од таа репрезентација. За таа заедничка победа за Македонија, за која што сите ние ќе навиваме, трибините, влијанието на играчите во делот на самодоверба, во делот на мотивација. Од друга страна, првенството ќе се следи преку македонската телевизија. Публиката преку телевизија, особено тие се гласни и како публика и на социјалните мрежи. Нивното влијание како психолошки ќе делува и на играчите и на целиот тим. Многу ќе делува. Значи, ние сме нација, ние сме народ кој што сакаме да не пофалат.
сакаме да го препознаат нашиот напор, а тие одат на европско првенство. Значи се надпреваруваат со големи ракометни гиганти, сили, системи и така натаму. Меѓутоа, Македонија никој не смее да ја потцени, затоа што македонскиот спортист е најсилен кога е најтешко. Така сме научени. Историски така, најверојатно сме научени. Сега, околу прашањето директно. Значи, социјалните медиуми, Facebook, пораки и така натаму. Искуството зборува дека многу од спортистите кои што се зависни од тие социјални мрежи негативно им делуваат на психолошката стабилност и на емоционалната стабилност. Знаете, вие кога ќе го отворите Фејсбукот или Инстаграм и така натаму и ако прочитате 10 негативни коментари, а ако вие не сте спремни тоа да го изфилтрирате, не треба да ги отварате. Значи, не треба да ги читате. Така да секој индивидуално треба да се подготви во однос на таа македонска јавност или контрола или коментари што ги прават. Значи, затоа што јас сум била долги години, поготово во ракометна репрезентација, уште од 2007, 2008, па 2021, 2022, кога беше пресвртница, да се помина тие квалификации, да се оди на светско, европско и така натаму, и сме имале различни настани. Лично сте го почувствувале тоа влијание? Да, апсолутно. И што значи? Да. Видете, во природата на секој спортист, кога ќе заврши надпреварот, без разлика дали играл добро или лошо, победа или пораз, одма да отвори. И да се јави кај најблиските. Да, и да види во насловите, во медиумите. Имавме една ситуација, еден настан кој што баш беше негативен во однос на нашиот спортист. Значи, у последна секунда се решава ситуацијата, тој беше крилен играч, зема одговорност и голманот одбрани. А и од него се и на насловната да страна, на насловните страни, лузерот, губитникот, замислите. А зошто сега... не поддршката дека превземал одговорност и дека го направил тоа што се очекува? Да, и психологијата и во новинарството и психологијата на јавноста е да ги забележува позитивните ефекти кај спортистот, а не негативните. Доста со негативните ефекти, затоа што со негативни ефекти создава негативна атмосфера, незадоволство, сето тоа предизвикува фрустрација, гнев и едноставно ја расипува и хемијата на тимот. Чувствуваш како да се сите против тебе, а ти тука ја представуваш Македонија, националниот дрес. Ние во принцип сме како суди, како стручњаци во секоја област и секогаш се наоѓаме во секаква ситуација. Како тоа сакам да кажам, можеби ќе се исчистиме како општество во делот на тие негативни. Еве една кратка порака, една подготовка до публиката, до навивачите. Ајде да биде насочено прво до публиката. Да. Публиката да даде една позитивна енергија, публиката да биде нивни седми играч. И кога се губи, и кога се добива, и кога водиме 5, и кога губиме 5. Секогаш да останат доследни во тој процес на навивање, играчите да осетат дека целата таа публика стои зад нив, а верувајте или не, значи на сите оние првенства на кои што сум била, публиката, кога тоа ќе го спои со тимот, не седми играч, тука значи се случуваат чуда, така да јас мислам дека ако тоа се спроведе, ќе дојде и чудото, еднаш ја победивме Данска, па зашто и да не ја победиме. Повтор. Колку убаво го завршуваме разговорот. Да, со позитивна психологија и со верба спрема нашите спортисти да научиме да ги респектираме. Тие се нашите амбасадори. Тоа е македонскиот идентитет во спортот. И ако така гледаме, ние така и учиме, ги учиме и нашите деца нив да ги респектираат. А кога постои тоа почитувањето помеѓу најголемите амбасадори, ќе стигне и до најобичниот човек. Ви благодарам, професоре. Благодарам што бевте гостинка денеска, па ќе гледаме и ќе навиваме за Македонија. Благодарам на поканата, секој е добро.